виолината работам од 12 години. На виолината сум. Татко ми Јован Тончов го учеше Арсо. Арсо Ќемарџијата, тој е прикажан, можам да кажам, низ цела Македонија. Па татко ми мене ми покажуваше на виолината и така ја виолината ја усавршив, само што не писменост, не нотално, ами на слух. И така оди чалгијата до денеска, можам да кажам, јас сум последниот. А имаше за време бивша Југославија многу чалги, така, многу компании. Само беме ние као прочуени. Фани од Шар па до Ѓевѓелија, скоро нема град дека не сум свирал. Јас само, па татко ми па кој од Турско уште свири. Јас сум Иван Николов Танго, долгогодишен музичар, се бавам уште од детинството. Овдека беше развиен од дувачкиот оркестар, као на пример Чичко Кочо, Апостолов, Чаушот. Водеше дувачкиот оркестар на град Велес, уште у Турско. После 18-та година па го продолжи и тоа траеше се до неговата старост. После настаплението речено ја да се представам, веќе од 36-та водам дувачки оркестри, па се до ден денеска.
Јас се викам Панче Анастасов или по надимак Панче Ракот, познат во градот. Јас учествувам 45 години во културниот живот на градот, тоест по хорското пеење. Јас колку се сеќавам, у градот постоја едно 6 до 7 хореви. Тие хореви, а ја почнувам уште од 29 година, се сеќавам добро при тогашниот диригент Стефан Гајдов. За песнава, што е за Танка Васа, што пееме Васе, Танко Васе. Она е од овие села, нашите села и на моја баба роднина, на мајка ми, на нејзина мајка роднина. Они биле сиромаси, биле измеќери у Чифликар. Тој Ѓенџо Османага што го викаат, они биле измеќери кај него. Бидејќи тоа време така било.
За Чичка ми, песнава што е за Панчета Тончов, тој ми е Чичко на татка ми брат. Собрала организацијата овде пари, да не е приметно, ами бидејќи Чичко ми тираџија, им ги даваат на Панчета Тончов и Пане Мрцков, им ги даваат парите од организацијата, истовремено на кодошени од овдека од Велес, на кодошени до Јована Бабунски, Јован Бабунски ги фаќа у Бабуна и ги ваќаат таму, им ги зимаат парите, за да не остане трак, ги носат у Мукус планина. Таму ги мачат, ги сезаваат и ги зимаат парите, за да нема трак, ги исколујат таму, ги исклале.
секогаш била македонската традиција тапчена, било у бугарско, било у српско. Се сеќаваме на година, не знам која година беше, свиреме у Ѓевјелија. Дојдоа тука банови, дојдоа шеријатски судии, не знам кои, не знам, адвокати, една соба пълна беа. Сајбијата што е, ни вика, кој што ќе посака ќе му свирите, ќе му пеете. Викам да не патиме некоја бела. Не се бој на моја одговорност. И ја викнаме на госта Делчев песната, нарачава таму, на госта Делчев песната да ја пеете. И почнаме да пееме и тој извади пиштол, бам, бам, чиралисте па сите. Така врз главаџинари сите куршумите, за малку да настрадаме. Помина време, дојдоа бугарите, не натераха Зорле да идеме у радиостаница да свириме. Свириме таму, првиот пат кога свириме таму, нивни песни, убаво не, букети ни дадоа. Второто амле кога не викна, па отидеме таму, мислејќи па букети ќе ни дадат, една непредвидена песна да пееме таму македонска. Испаѓање од телевизија, од радиото, кој е капелник, викам ја сигурно ќе ми даја мене цвеќе, нешто букет. Не цвеќе, ами у затвор.